Симона, какви се податоците кои што пристигнуваат од таму, колку места досега се пополнети и за кои струки може денеска да се запишат идните средношколци? Благодарам, Кристина. Се вклучуваме во живо од Средното градежно гимназиско училиште Здравко Цветковски, токму на денот на вториот уписен рок, за да ги дознаеме тие информации и податоци, токму од директорката Драгица Костадиновска. Пред се благодарам што денеска успеавте да ни дадете кратка изјава и да ни споделите нели што се случува во однос на првиот уписен рок, какви се резултатите и заинтересираноста, а и зошто би требало денеска да дојдат нели сите оние кои што треба да го започнат средното образование и да го изберат токму вашето училиште. Најнапред да се заблагодарам на вашата редакција на утринската програма за поканата да бидам денеска ваш гостин. Токму на денешниот ден каде што е првото пријавување, првиот уписен рок, второ пријавување. Во нашето училиште се образуваат кадри од гимназиско образование и од стручно образование со квалификација од секторот градежништво и геодезија, кои се опфатени архитектонскиот техничар, техничар дизајнер за внатрешна архитектура, градежен техничар, геодетски техничар и квалификација од 3-годишно траење, тоа се подополагачи или поставувачи на плочки и подови и монтери за сува градба. Првиот упис, интересот на учениците беше многу поголем за стручното образование и евидентни се резултатите од првото пријавување во првиот уписен рок. Се повеќе и повеќе стануваат атрактивни нашите струки, но и се барани на пазарот на трудот. Денеска имаат можност деветодаленците да дојдат во нашето училиште и да се запишат во едни од квалификациите во стручното образование. Имаме се уште слободни места во 4-годишното стручно образование, но веќе пополнивме дел од квалификациите дизајнери за внатрешна архитектура, значи во македонските паралелки не остануваат слободни места. Напоменувам дека во нашето училиште наставата се реализира на македонски наставен јазик и на албански наставен јазик во стручното образование. Се повеќе и повеќе, како што напоменав, е атрактивно стручното образование, посебно нашите струки кои што дел од нив се и дефицитарен кадар на пазарот на трудот. Нашите ученици овде кои што се образуваат во тие квалификации и профили се стекнуваат со компетенции и квалификации кои што одговараат и се веќе конкурентни на пазарот на трудот. Соработката со компаниите кои што се дел од нашиот сектор е на високо ниво, поддршката имаме максимална од нив. Соработуваме со нив во делот и на дуалното образование. Оваа година во дуалното образование вклучени се квалификациите од 4-годишно образование градежен техничар и геодетски техничар и од 3-годишно образование монтер за сува градба и поставувачи на подови и плочки. Веќе соработката со голем број од компаниите кои што се на пазарот на трудот во нашата држава, во Република Македонија, се многубројни и навистина имаме квалитетно дуално образование или учење преку работа кај работодавец, каде што поминатото време во стекнување на вештини и на знаење на учениците навистина е на високо ниво и е квалитетно исполнето во целост. Да, споменавте дека интересот е секако поголем за стручното образование отколку за гимназиското, меѓутоа од сите овие смерови кои што ги имате, споменавте дека внатрешен дизајн е една можеби од најбараните, секако дека се пополнува и бројот и за останатите, меѓутоа зашто има од стручните нели струки најмалку интерес? Најмалку интерес има за струката од 3-годишното образование за монтери за сува градба, каде што во македонската паралелка немаме ниту еден ученик пријавени. За жал, во паралелката на албански наставен јазик веќе имаме 8 ученици кои се пријавени, иако се опфатени во дуалното образование, имаат бенефитите во однос на стипендирање на учениците кои што партиципираат во тие дуални паралелки, но и бенефитот од сето тоа, оние кои што ќе го завршат профилот
од 3-годишното образование или занечиите. Значи, дефинитивно на пазарот на трудот се дефицитарни кадри и се многу барани и многу платени. Веднаш имаат вработување имаме соработка со компаниите кои што веднаш нудат вработување, имаат можност кадрите да останат овде во Република Македонија, да работат на нашиот пазар, но и дел се разбира дека се одлеваат и одат во странство. Да, тоа беше можеби моето следно прашање, затоа што радува фактот дека се одбира стручно образование, меѓутоа колку од средношколците кога ќе го завршат средното образование остануваат всушност во Македонија и работат тука или заминуваат во странство? Мене ме радува што поголемиот дел од учениците кои што го завршиле нашето образованието во нашето училиште, продолжуваат на високото образование, дел остануваат на пазарот на трудот, но ме радува и фактот дека се поголем станува бројот на кадрите кои што остануваат во државата. Тоа нас е целта заедно со бизнес секторот да работиме на тоа да остануваат нашите кадри во нашата држава, да не се одлева кадарот и производот кој што е готов, кој што го обликуваме во нашиот образовен систем, да се одлева во странство и да работат на нивниот пазар на трудот. Ме радува фактот што остануваат тука, но сепак морам да повторам дека послаб е интересот во 3-годишните образование за разлика од 4-годишните, кој што оваа година навистина е голем. Да, благодарам навистина многу што ни ги споделивте сите информации. Се надевам дека денеска ќе имате успешен ден и дека уште многу ученици ќе бидат дел од токму ова училиште, со што би се стекнале со големи вештини и знања за понатака во нивната кариера. Ви благодарам, ги охрабрувам и ги поздравувам деветодаленците да го одберат нашето училиште, да ги одберат нашите квалификации, нашите профили, нашиот сектор. Им посакувам на оние кои што веќе се запиша среќен почеток во нашето училиште, каде што ќе имаат квалитетно учење, квалитетно поминување на времето во наставниот процес и во наставниот процес. Благодарност до вас и поздрав до гледачите на Македонската телевизија. Благодарам и вам уште еднаш. Тоа беше разговорот со директорката на Средното градежно училиште Здравко Цветковски Драгица Костадиновска, со која што споделивме како поминал првиот круг од првиот уписен рок, а денеска сите кои што сите деветоделенци можат да дојдат и да го направат вистинскиот избор токму во ова училиште, затоа што денеска се случува вториот круг од првиот уписен рок. Вториот круг од вториот уписен рок, Симона. Благодарам за информациите. Ги очекуваме податоците, па ќе анализираме и натаму за оние